Храната како лек во 21 век. Ова е насловот на книгата на нутриционистката Цвета Динева, која синоќа беше промовирана пред велешката јавност. Динева советува дека во време на брз и динамичен начин на живот луѓето треба да внесуваат свежа храна и повеќе да се ориентираат на намирниците од зелените пазари. Книгата содржи совети за здрава исхрана, рецепти, но и искуства на членови кои успеале да се изборат со одредени болести токму преку промена на начинот на исхрана. И само со таа храна ние ќе успееме да си го зголемиме имунитетот, дури да се избориме и со овој загаден воздух, значи силен имунитет има поголем праг на толеранција кон сите напади што се вршат на нашиот организам. Значи оваа книга содржи значи објаснува на наједноставен начин, буквално на наједноставен начин многу важни работи. Всушност, целата вистина се крие во едноставност. И тоа е оваа книга која ќе земете во раце, ќе се чудите колку е тоа лесно за читање, колку е провокативно. Како почнеш да читаш, да читаш и понатаму да не ја оставиш од раце и ќе стигнеш до денот, рецептите дојдоа. Според Динева, во последните неколку години има позитивен тренд кај населението за промената на начинот на исхрана. Ниту една болест, вели таа, не може и не смее да се третира само со медицинска терапија. Клучот на успехот, вели, е во здравиот начин на исхрана и консумирањето на многу вода. Вода, овош е зеленчук. Ако ги имам овие три фактори на дневно ниво, ден за ден, јас сум си го обезбедила сопственото здравје. Ако пијам вода, а не се друго како сокови, газирани, негазирани млека, јогурти, водата треба да е доминантна. Носач на моето здравје во однос на течностите се вика вода. Ако ја не викам да не се пие и нешто друго, но вода мора да биде присутна. Ако се јаде свежо овоше секој ден на дневно ниво, значи буквално на дневно ниво и тоа во вистински утрински часови до време ручек, јас тогаш имам чистачи во сопственото тело. Токму несоодветната исхрана доведува до појава на одредени болести и тоа кај се помлада популација. Имам деца кои многу страдаат од колон иритабиле или ти вознемирени црева, кронова болест, хеликобактер, чиреви, полипи во желудник, дијабетот, да не зборувам колку е пандемиски раширен. И за жал кај девојчињата се повеќе присутност на ХПВ вирусот и циновите, пореметен менструален циклус. Кај младите мажи, за жал, па ќе кажам за голема жал, ракот на простата се повеќе се проширува. И тоа не е случајна појава. Тоа се должи на она што се ставаме во уста цело време, кисела храна, не по вкус кисела, со кисел pH фактор. Тоа значи преработена храна. Книгата Храната како лек во 21 век првпат беше промовирана во мај. Истата може да се најде во книжарниците ширум Македонија.